Јавниот градски превоз во Кочани по 2,5 месеци од функционирањето покажал двојно подобри резултати од очекуваните. Граѓаните веќе го прифатиле и бројот на патници е во постојан пораст, што е потврда за оправданоста на проектот што го започна општината. Такви беа дел од заклучоците изнесени на состанокот на оперативната работна група, на кој се разгледуваат досегашните проблеми и недостатоци од функционирањето на јавниот превоз. Најголемите потешкотии се појавиле на одредени постојки, каде се создаваат гужви и застои во сообраќајот, како што е кај градскиот парк, во Стришани и кај автобуската станица. Во изминатиот период имало и одредени забелешки од граѓаните, што веќе се доставени до оперативната работна група. Ќе прифатиме веројатно забелешката од граѓаните да имаме вкрстено линии и од страната на западниот дел од градот да поаѓа една друга автобуска линија, така да сите тие забелешки една оперативна работна група треба да ги заврши до крајот на месецот и почетокот на април со дополнителни најави до граѓаните ќе имаме продолжување на оваа акција која што е за јавниот превоз. За да продолжи нормално да функционира јавниот градски превоз и во иднина, се размислува да се спроведе редовна законска постапка. Едно од барањата што ги упатиле пензионерите е да им се овозможи тие да се возат бесплатно, слично како и во другите градови во државата. Димитровски рече дека се размислувало и за таква можност, но ќе се почекало да измине пробниот период. Ова барање ќе биде разгледано дури во периодот кој ќе имаме редовна редовен јавен превоз, редовни автобуски линии, бидејќи и засега општината ги субвенционира сите сограѓани со половината од цената, така да би им порачал на пензионерите да се стрпат за одлуката кога ќе имаме редовните линии. Јавниот градски превоз во Кочани стартуваше на 2 декември минатата година. Иако првично се најавуваше од има пробен период од 2 месеци, тој беше пролонгиран за уште 3, односно до крајот на април. Цената на билетот е 10 денари, од кои уште толку покрива општината. Автобусите возат 4 пати дневно во периодот од 8 до 16 часот, а должината на линијата е околу 15 километри.